Полупразни кафулиња низ центарот на Струмица. Ваква беше сликата поради новите мерки кои од денес стапуваат на сила. Од денес во земјава се бара потврда за вакцинација или прележан COVID-19 за да отидете во угостителски објекти, концерти или надпревари. Собствениците на угостителските објекти гневни поради ваквите мерки и не беа расположени за пред камера, додека струмичани пак се со поделено мислење. Значи така, од денеска нови мерки на ниво на целата држава Македонија стапуваат на сила. Да. Дали вие би се вакцинирале за можете да седате во ресторан, во кафулиња? Значи Или така, може би се вакцинирале заради здравствена заштита? ја така, ќе бидам краток и јас. Значи јас си верувам на мој имунитет, односно на Божји имунитет што не даде. А да се вакцинирам за да седам негде или да одам на одмор, не благодарам. Коктейл на светските доктори не е за моето тело. Ви се вакцинирале? Да. Ние не сме тука. Не сме тука, ние дојдеаме с вакцини. Да. Добро. Значи се вакцинирате, така? Да. Дали вие сте вакцинирани? Да. Да се вакцинираме, може би ќе се вакцинирам моментално, не сум вакциниран, ако стапи на сила тај закон. Согласувате ли се ваквите мерки? Не, Да мора да биде не вакциниран? согласувам, тоа е лично убедување од секој граѓанин и према тоа треба да секој да се изјасни и да се одлучи сам. Така, значи вие ако се вакцинирале, би се вакцинирале може би заради здравствено Да, апсолутно. Граѓаните со потврда за ковид може да посетуваат угостителски објекти, но само 45 дена по болеста, пошто ќе мора да имаат потврда за вакцинација како и сите други. Ова обврска ќе важи за сите објекти кои примаат повеќе од 30 гости, а угостителите се должни да организираат редарска служба која ќе ја контролира. Владата најави построги контроли за строго спроведување на новите ограничувачки антиквитети, а се предвидуваат и парични казни. За граѓаните кои немаат фалсификат или имаат фалсификат, казната е 250 евра, за правно лице од 2500 до 30.000 евра, во зависност од големината на објектот, а за одговорното лице 1500 евра. Освен кафулиња, ресторани или ноќни клубови, сертификатот за ковид е потребен и за сите видови прослави кои можат да се организираат само на отворено, свадби и крштевки, како и за концерти, семинари, конференции, културни и спортски настани.